Бактеријата листерија го вклучи алармот за голема внимателност со исхраната во државава. Од Центарот за јавно здравје информираат дека засега во Кочани се регистрирани 2 случаи на пациенти кај кои лабораториски е потврдено присуство на бактеријата листерија. Станува збор за лица на возраст од 72 и 59 години. Бактеријата листерија зема свој замав. Во Кочанскиот центар за јавно здравје евидентирани 2 случаи на заболени. Едниот од нив заврши фатално. Двајцата заболени се постари лица со намален имунитет, а најчесто во ризичната група за заболување се бремени жени и новородени деца. Кај нив може да предизвика сериозни компликации како сепса, воспаление на мозочни обвивки, воспаление на срцева обвивка, воспаление на зглобови и слично. Во месец јуни и јули беа регистрирани 7 случаи на заболување листериоза. Ова заболување порано не беше регистрирано. Имаме, реков, 7 случаи и тоа по еден случај во Куманово, Скопје, Охрид, Гевгелија, Македонски Брод и 2 случаја од Кочани, еден од нив со смртен исход. Листериозата е бактериско заболување кое најчесто настанува по внесување на храна контаминирана со бактеријата листерија, како што е месо, преработки од месо, непастеризирано млеко и млечни производи, недоволно измиено овошје и зеленчук, димена риба и друго. Кај здрави лица со подобар имунитет заболувањето поминува со полесна клиничка слика, со стомачни проблеми, диарија или симптоми слични на грип. Листеријата се уништува со добра термичка обработка на храната. Тоа е една многу отпорна, ретка, но отпорна, многу патогена бактерија и кај луѓето може да даде најразлична симптоматологија, значи еден полиморфизам. Кај лица со подобар имунитет, со поголема отпорност, можат тие симптоми да бидат благи, од типот на гастроентероколити, проливи, кај некој со зголемена телесна температура, меѓутоа многу е патогена и дава компликации кај вулнерабилни групи, значи пред се кај постари лица, кај бремени жени, новороденчиња, и лица кои имаат некои хронични заболувања. Доктор Карамфилова препорачува поголемо внимание при подготовката и консумацијата на храна, бидејќи летото е период кога почесто се јавуваат заразни болести, кои се пренесуваат токму преку неа. Затоа вели неопходно е темелно миење на рацете пред подготовка и пред консумација на храна и почесто миење на рацете за време на нејзина подготовка. Се препорачува храната да се користи веднаш по подготвувањето, а доколку не се употреби веднаш да се чува на температура од 2 до 8 степени Целзиусови и при повторна употреба да се загрее на температура над 70 степени Целзиусови. Многу треба луѓето да внимаваат каква храна користат, особено ако е од животинско потекло, значи месо, месни преработки, особено полутрајни сувомеснати производи, млеко, млечни производи. Значи, многу е битна термичката преработка на храната. Зошто? Бидејќи листеријата, како и поголем број бактерии, температурата е онаа која ја уништува. Од 5 степени до 63 степени, така наречена опасна зона, значи во тој температурен диапазон, сите бактерии многу и агресивно се размножуваат и значи тука се создаваат услови за појава на труење со храна или на некој инфекција од типот на листериозата. Во летниот период се препорачува избегнување на лесно расиплива храна, како што се мајонези, кремови, сладолед од свежи и термички необработени јајца, како и да се консумира безбедна вода за пиење, а доколку не сме сигурни за незиниот квалитет, пред употреба задолжително да се преврие.